Овен. Понекогаш најголемата сила не е во борбата, туку во смиреноста. До крајот на 2025 година, Овенот ќе почувствува дека животот конечно го наградува за трпението. Доаѓа длабока внатрешна трансформација. Ќе престанеш да трчаш кон се и ќе научиш да веруваш во текот. Растот ќе дојде преку нови идеи, ризици и соработки. Остави ја импулсивноста и потребата да победуваш. Вистинската победа е мирот. На крајот од годината ќе стоиш посигурен од кога било, со јасност, фокус и благодарност. Животот ти враќа токму кога ќе престанеш да го бркаш. Бик. Мирот што го градиш во себе ќе ја смени целата твоја реалност. Бикот до крајот на годината ќе најде стабилност таму каде што долго ја бараше. Промената ќе дојде во ставот. Повеќе нема потреба од контрола, туку од доверба. Финансиски раст, нови можности и здрави односи се на повидок. Остави го стравот од промена. Токму таму те чека напредокот. Се што е твое ќе те пронајде кога ќе бидеш подготвен. Близнаци. Кога умот ќе се смири, срцето конечно зборува јасно. До крајот на 2025 близнаците ќе пронајдат фокус и внатрешна јасност. Одлуките што ги одложуваше сега стануваат лесни, бидејќи знаеш кој си. Растот ќе дојде преку кариера, учење и комуникација. Остави ги зборовите што не носат тежина и луѓето што не носат мир. На крајот од годината ќе чувствуваш стабилност и зрелост. Конечно враќање кон себе. Зборувај помалку, живеј повеќе. Рак. Се што простуваш те ослободува. До крајот на годината, ракот ќе почувствува внатрешно исцелување. Ќе се научиш да ја користиш емоцијата како сила, не како слабост. Растот доаѓа преку домот, семејството и интуицијата. Остави го стравот од губење, ништо вистинско не се губи. До крајот на 2025 ќе имаш мир, стабилност и љубов што трае. Не барај совршенство, барај мир. Лав. Твојот сјај не е во тоа колку те гледаат, туку колку светлина даваш. До крајот на 2025 лавот ќе научи да блеска без потреба од докажување. Растот ќе дојде во креативноста, лидерството и љубовта. Ќе создаваш со срце, не со его. Остави ја гордоста што те оддалечува од искреноста. Луѓето ќе те сакаат заради твојата топлина. Годината завршува со чувство на триумф и благодарност. Сијајот што трае доаѓа од душата, не од цената. Девица. Совршенството не е цел, туку мирот што го чувствуваш кога правиш најдобро што можеш. Девицата до крајот на годината ќе најде хармонија помеѓу умот и срцето. Ќе престанеш да се критикуваш и ќе научиш да уживаш по процесот. Растот доаѓа во кариерата и личниот развој. Остави ја контролата и самокритичноста. Животот знае што прави. До крајот на 2025 ќе имаш стабилност, мир и гордост во сопствениот напредок. Мирот е највисоката форма на совршенство. Вага. Кога ќе престанеш да ги мериш сите страни, ќе ја чуеш својата вистина. Вагата до крајот на годината
ќе донесе важни одлуки со мир, не со страв. Ќе престанеш да угодуваш и ќе научиш да се избереш себе. Растот доаѓа преку односи и партнерства засновани на искреност. Остави ја потребата за совршен баланс. Животот е танц, не рамнотежа. На крајот на 2025 ќе се чувствуваш слободно и полесно. Кога ќе престанеш да бараш одобрување, ќе го најдеш мирот. Шкорпија. Од пепелта на старото се раѓа твојата најсилна верзија. Шкорпијата ќе мине низ смокна трансформација до крајот на 2025. Ќе се ослободиш од луѓе, мисли и стравови што те држеле во место. Растот ќе дојде преку доверба и промени што ќе ја покажат твојата вистинска сила. Остави ја потребата за контрола. Животот знае кога да го смени правецот. На крајот од годината ќе чувствуваш дека си се преродила или преродил. Не се плаши да се промениш. Тоа е начинот на кој растеш. Стрелец. Не мора да го знаеш целиот пат, само чекорот пред тебе. До крајот на 2025 стрелецот ќе почувствува потреба за движење и нова визија. Растот доаѓа преку нови хоризонти, учење, патување и искуства. Љубовта ќе биде искрена, ако си автентичен. Остави го стариот страв дека ќе сгрешиш. Животот е авантура, не испит. На крајот од годината ќе бидеш послободен и посреќен. Слобода е кога имаш мир во изборите што ги правиш. Јарец. Не мораш да трчаш за да стигнеш. Ти си веќе на вистинскиот пат. Јарецот од крајот на 2025 ќе пожне се што посеа. Ќе има успех, признавање и стабилност. Растот ќе биде во професијата, но и во внатрешната зрелост. Остави ја потребата се да носиш сам. Дозволи им на другите да бидат дел од твојата сила. До крајот на годината ќе чувствуваш контрола, достоинство и спокој. Мирот е највисокиот облик на успех. Водолија. Биди храбар да бидеш различен. Таму е твојата сила. До крајот на 2025 Водолијата ќе се врати кон себе. Ќе престанеш да се менуваш за да се вклопиш. И ќе почнеш да живееш по своји правила. Растот ќе дојде преку нови идеи, слобода и пријателства. Остави го стравот дека никој не те разбира. Вистинските луѓе ќе те најдат кога ќе бидеш искрен. На крајот на годината ќе имаш слобода, јасност и вера во иднината. Твојата различност е подарок, не казна. Риби. Твојот мир е твојата најголема сила. Рибите до крајот на 2025 ќе минат низ духовно будење. Ќе престанеш да живееш за сите и ќе почнеш да живееш за себе. Растот ќе дојде преку интуиција, креативност и љубов што лекува. Остави ги илузиите и стравовите. Гледај со очите на душата. На крајот од годината ќе бидеш во хармонија и спокој. Следи ја интуицијата. Таа секогаш знае каде е твојата светлина. А совет за сите знаци за цела година. Не се обидувај да го контролираш текот. Научи да пловиш со него. До крајот на 2025 ќе сватиш дека секој предизвик бил всушност благослов во маска. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.